Шани се снимање вика. Снимаш. Добар ден, почитувани колеги и соверници, почитувани представници на општинската администрација, представници на медиумите. Благодарам што се отповикавте за присуство на оваа вонредна седница на Советот, на која што предлагам да се работи по следниот дневен ред со вкупно 3 точки. Тоа точка под реден број 1. Ќе молам за внимание, колеги, благодарам. Разгледување на информација од состанок на Општинскиот штаб за заштита и спасување на општина Куманово, одржан на 10.5.2015 година. Точка под реден број 2. Предлог одлука за прекин на наставата во основните и средни училишта од општина Куманово и во сите клонови во состав на јавна општинска установа детска градинка Ангел Шајче Куманово поради непостоење на услови за безбедно одвивање на наставата поради вооружените действија кои се одвиваат на одделени делови од територија на општина Куманово. И точка под реден број 3. Предлог одлука за обезбедување на финансиски средства за задоволување на основните потреби, средства, храна, вода, хигиено-технички средства и други потреби за евакуираното население на територија на нашата општина. Отварам расправа по дневниот ред, но пред да ја отварам расправата, ќе ме молам да се произнесеме согласно член 40 од статутот од деловникот за работа на Советот во однос на свикување на оваа седница. Ве молам да се произнесеме по однос на оправданоста за свикување на седницата. Кој е за? Дали имаме против? Воздржани? Нема. Констатирам дека Советот едногласно за, со вкупно 28 гласови за, ја донесе одлуката за исправноста за одржување на оваа седница на Советот. Отвори расправа по дневниот ред, проверете господин Трајковски се. Благодарам, председателе. Значи, на вчерашната седница донесовме заклучоци кои се наведени во записникот, тоест информацијата од Општинскиот штаб за заштита и спасување, па доколку имаме технички можности, би сакал записникот да ни биде подаден. Од заклучоците, од вчерашната седница. Поред ви благодарам, во текот на седницата ќе организираме заклучоците од вчерашната седница да ви се поделат. Повелете дали имаме други пријавени по дневниот ред. Констатирам дека нема, затварам расправата, го ставам дневниот ред низ измување. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржан? Констатирам дека нема, едногласно за, со 28 гласови, дневниот ред е усвоен. Отварам расправа по точката под реден број 1, разгледување на информација од состанок на Општински штаб за заштита и спасување на општина Куманово, одржан на 10.5.2015 година. Удавам збор на началникот на штабот. Поверете. Благодарам. Почитувани председатели, почитувани советници, почитувани останати присутни во салата. Општинскиот штаб за заштита и спасување денеска одржа вонреден состанок во 12 часот. На состанокот беше како единствена точка на дневен ред разгледување на настанатата состојба во врска со вооружена престрелка на територија на општина Куманово. На состанокот беа поканети представници од МВР Куманово, кои рекоа дека ќе пратат свој представник, но истиот не се појави и по детални информации не можевме да добиеме. На состанокот за моменталната состојба информации дадоа председателот на Советот, градоначалникот на општината и секретарот на општината Куманово, кои ги добиле по извори од теренот, преку медиумите и слично. На расправата на состанокот беа донесени неколку заклучока и за да не ги читам истите, доставени ми се во писмена форма. Општинскиот штаб нема некои посебни надлежности и подетално да може да ве информира за настанатите состојби. Врз основа на заклучоците ќе видите што имаме препорачано, што е во наша надлежност. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Отварам расправа по информацијата, дали имаме пријавени за дискусија. Повелете колегата Трајковски се јави за избор. Благодарам, председателе.
Во овој записник само едно не ми е јасно. После Горан Стојковски, ръководител на РЦУК, стои на ДСЗ кратичка ПАО ЗС Слајан. Кој е Слајан? Не знам. Кој е Слајан? Се име презиме. Името ми има, презимето е техничка грешка неверојатно. Дирекција за заштита и спасување. Ви благодарам се однесува на лице вработено во Дирекција за заштита и спасување. Дали имаме други пријавени? Колегата Бесник Мемети се јави за збор, повелете. Колега, ве ги молам службите да обезбедат уреди за превод, за следење на преводот за представниците на медиумите или да искористат некои од слободните места на колегите советници. Повелете. Прашувате, деца пранушни, прашувате за умове, помиша подскишту, сей пакет, кришталбият комунал, проброите вeć път да комуна са комановос, че още моят съд се ще промени на това го пият, а и шумират да се ръце, преди са информата, че там кърпуват пошива превърдона да полицис, ministris se puno razpraške, nu tam mogu bolje informacion, posebno što je roste se di taša, kako želimo to govoriti puno razpraške, tu prezentni poški. Nu kao se nu kišni prezent, a zje. Povečku svojom želimo, kiša posam tpis, se rekamo da mi pitje konkretne, se djelam gledam, jak šilić u majt, na ura džašma lajt, Gjithë këshilltarët këtu, për situatën e krijuar e cila ishte në zonën e Kumanov, dhe me një qëllim ishte e gjithë neve pa marrë parasysh të zonën përkatësime të qytetarë apo diçka, gjithë ishim qytetarë të këtij qytetit dhe qëllimi jonë kryesor ishte që ta evitojmë këtë krizë momentare në të cilën gjendet Kumanova. Nuk po përmendin ndonjë fjalë më të vrasë, po vetëm një krizë momentare, ndërsa edhe te i kalu kjo, inshallah, Allah zotin, që të i kaloj. Nuk isha pas një pyetje konkrete, po pasi nuk janë përfaqësues të organizacioneve të brendshme këtu, isha pas një pyetje konkrete që edhe te ju, edhe te mediumet, a dini diçka në lidhje me këshilltarin e ju, Fitor Seperi. Fitor Seperi jo vetëm që nuk u mundësu që të vjene këtu, se nuk e kamionën, patrollat, domethënë të policisë të vjene, po Fitor Seperi së bashku me vllaznik, me miqen, me gjem, dhe vajzën e tij 3 vjeçare, mbron kanë natën, kanë nejtën, domethënë në stacionet e policisë në Shkup. Gratë dhe familj, si dhe nona e tij e ka 80 vjeçare janë lishu, ndërsa Fitori, Afrimi, Haliti, Seperi, ende në bahën e tij. Dhe unë ju kisha lutur juve që të ndërmerrni diçka, shihni çfarë është puna, a ndërsa është bënë ndonjë keq kuptim apo diçka, sigurisht se do t'i japim juve si organ komunal ndonjë informat pak më të mirë, se ne tentojmë e paraqitëm rastin ose vetë, tentojmë që të marrim ndonjë informat prej organeve të punës së brendshme, po aty asnjë nga lejohet domethënë që të afrohet. Ndoshta ju si organi i komunës ndonjë kërkesë për këshilltarin e ju, të atini se çka është puna, do t'ju kthej ndonjë përgjigje pak më shpejt. Ju faleminderit. Ви благодарам и на вас, почитуван колега. Пред да дадам збор на следен пријавен, сакам да одговорам конкретно на прашањата. Значи, за случајот со колегата Фитор Сефери, склучно непосредно пред да отпочне оваа седмица на Советот, секако во рамките на мои надлежности и ингеренции, кои што се апсолутно подеднакви со сите ваши надлежности и ингеренции, веќе јас сум само прв помеѓу еднаквите и освен што подпишувам колективни одлуки кои што ги носи Советот, буквално немам никакви поголеми права од вас како советници. Ќе се обидам да ставам во контакт со командирот на полициска станица од општа надлежност и да побарам да добијам информација што всушност се случува
со колегата советник Фитор Сефери и неговите членови на семејството, како и останатите наши граѓани кои што се спроведени од страна на полицијата на распит и така натаму и така натаму. Но водејќи се од искуството вчерашно, кога контактирав со командирот дека ми укажа дека си ја извршува службената работа и не може да ми дава дополнителни информации, можам да претпоставам дека и овој пат ќе добијам сличен одговор од него и пак одговорно тврдам дека представниците на Министерството за внатрешни работи на локално ниво, барем со мене како председател на Совет, немаат комуникација. Извршуваат акција, но со мене немаат комуникација. Дали градоначалникот има комуникација или не, това може самиот да го каже, но бидејќи се од информациите дека на последната пресконференција укажа дека немаат комуникација, значи со локалните органи, предпоставам дека одговорот ќе биде ист. Поштувани колеги, дали имаме други пријавени? Повелете, колегата Тони Трајковски. Дека види процедурално председателе, покрај членовите на Советот кои се присутни и акредитираните новинари, има и луѓе кои ја навистина прв пат ги гледам и дали имаат и они акредитации и каква дозволи, кои се тие луѓе устер. Поштувам колега, согласно Законот за локална самоуправа, седниците на Советот се отворени за јавноста, се до носење на одлука од страна на Советот да истата биде затворена. Инаку, граѓаните кои што се присутни на седницата, сега ме информираат службите, века се представници од невладено здружение Мајка Тереса. Ви благодарам на интервенцијата. Дали имаме други пријавени за дискусија по информација? Би сакал да ви информирам дека можат да дискутираат на седниците на Советот исклучиво членовите на Советот и представниците на општинската администрација и градоначалникот, но не и присутните гости. Ви благодарам кога ќе заврши седницата, ви ќе поразговара. Повелете, Ридва на сами се ја разбора. Да померим неговото зърно. Nu dușoi materul meu să fac colegul industru. Lăsai bolă în bombră președinte care e câștigă. Practic de tine și după doctor. Deci ca instituția si comun, cu poiadă nie, au secretari comună, de colegii la CK, muzici ce moja informația cu colegul Anton, se îmbată acolo în arest. De familie aqui. Aici тут потенциально не пикан масакта, што илезова пикан менеджер профундино нерга штаби. Aici mi interesant што te numra që janë të si numra kontakt me qytetarës do të emërë. Lutja ime është dhe të shtabi thjesht që marrë evidencë sakt rreth atyre që paratitën se ka rrafë që emërohen nuk gjiten familje me familje, apo antarë familjes, nuk e di ku e kanë. Thjesht kur marrë evidencë sakt që emërohet kërkojnë një ndihmë, pavarësisht për banim apo për ushqim apo për çdo gjë, mirë në evidencë sakt se mund të emërohet më vonë tjetër është pyese thjesht për antarën e një. Që paka shumë shërbejë dhe si koordinim edhe si informim brenda palëve që kanë nevoj për kërkesat e tyre. Këta e kisha, thjesht nuk thjesht, këta e diskutova dhe me sekretarin e komunës, që të numrat e telefonit kjetë edhe prej nacionalisht shqiptar që të tjenë ndajmërohen, me tjenë se edhe shumicë popullate është nga pjesë që shpresoj që ndajmërohen nga e zonë që është shpretur nga konflikti. Faleminderit. Ви благодарам и на вас, поштован колега, и за предлозите конструктивни кои што ги дадовте. Градоначалникот се јави за збор, повелете градоначалникот. Evo samo odgovor na Sovetku Riba da dam odgovor i da repliciram, ono što ne bi smisla ta institucija replika. Сакам да кажам дека сум запознат со случајот на Совети во Битор, сани и се обидувам да дојдам до сознание што е
проблемот во неговото задржување. Јас не можам да влијам на овој процес, бидејќи знаете се овој една многу специфична ситуација, акциите од голем габаритен размер, така да по некои линкови се обидувам бетно разговор, сега се врачам соопще за многу точки, меѓу кои отварање на хуманитарен коридор и решавање на некои прашања од здравствена причина, тоа се луѓе кои користат диализа, кои користат некои неопходни интервенции медицински, луѓе кои се стари изнемогли, значи тоа е приоритет да сега може да констатирам да кажам дека се упатен коридор на опсе, значи помој на опсе во зоната каде беше забрањето за контакти. Се надевам дека за кратко време ќе имаме информација, а ова што го преземам на себе за совети од Виктор Сани по лични заложби линија да го знаеме што јас не можам да влијам на истрагата, бидејќи дали има истрага или нема, не знам. Меѓутоа се ангажираме во позиција што има политичка функција во општината и гледаме да таа работа биде, ако е можно, како процес завршен што поскоро, нали позитивно, негативно, не може да ја предицираме, меѓутоа мислам дека на тоа дајаме сигнал дека општината и советот не влијаеле во оваа криза и тоа е добро да имаме добра завршица на целите овој случај. Се надевам на брзо решение, мој имам оптимистички најми дека ќе се разреши таа криза, ќе се отвори коридорот и ќе имаме можност да дадеме адекватна помош. Тоа е некоја моја прилична перцепција, нешто што чувствувам како нешто што се најавува, дали тоа ќе се остави, ако не дојде до некоја друга ескалација, тоа е тоа. Во прашање на советникот, ништо зимам став позитивно. Да, се ангажирам во детекција на ова што се случва. Ви благодарам, почитуван градоначалник. Повелете, дали имаме други пријавени за дискусија? Почитувани колеги, бидејќи нема, би сакал да му предложам на Советот, значи веќе кажат, право за дискусија на седниците на Советот имаат членовите на Советот и предлагачите на точките, но не и присутните гости на седницата. И воедно би сакал следен пат да ми биде најавено предходно кога некој сака да присуства на седница. Ја разбирам дека ова беше вонредна седница, но мене деловникот за работа не ми дозволува да давам право на друг кој што не му е дозволено тоа право согласно актите со кои што работиме да дискутира. Затоа напоменав, сите можеме да се сетиме подоцна завршување на седницата и да поразговараме. Би сакал врз база на предходно искажаните дискусии, а по однос на предходно свиканата координација, да дадам предлог заклучок по однос на оваа точка на Советот. Заклучокот би гласил: се задолжува градоначалникот да организира средба на која ќе ги покани сите председатели на местни урбани заедници на територија на општина Куманово, лидерите на верските заедници, сите невладини организации, спортски друженија и други видни општествени и граѓански активисти, представниците и членовите на Комисијата за односите меѓу заедниците, во интерес на држење на нивото и добрите односи во однос на квалитетните меѓуетнички односи на територија на општина Куманово. Отварам расправа по предложениот заклучок. Дали имаме пријавени за дискусија? Повелете. Констатирам дека нема. Ја затварам расправата и предлогот го ставам на изјаснување. Повелете. Кој е за? За, дали има против, нема, воздржани, нема. Констатирам дека заклучокот е усвоен едногласно. Благодарам на довербата, почитувани колеги. Отварам расправа по точка 2 од дневниот ред. Предлог одлука за прекин на наставата во основните и средни училишта од општина Куманово
и во сите клонови во состав на јавна општинска установа детска градинка Ангел Шајче Куманово, поради непостоење на услови за безбедно одвивање на наставата поради вооружените действија кои се одвиваат на одделни делови од територија на општина Куманово. Отварам расправа по точката од дневниот ред. Дали имаме пријавени? Поведете, колегата Драган Петковски се јави за збор. Благодарам, председател. Поштовани градоначалник, колеги советници, сите останати присутни. Во врска со оваа точка се сложувам дека треба да се донесе одлука за прекин на настава во училиштата и градинките во Куманово со две забелешки. Мислам дека треба да се размисли дали има потреба за прекин на наставата во сите училишта и градинки. Например, постојат делови од градот каде што наставата не може да се. Например, основно училиште Вера Котрка во село Печец. Мислам дека нема потреба таму да се врши прекина настава. Такво дело во Рашавска Чинја и да се мојот предлог е да се раздадам и во оние училишта каде што заклучиме дека наставата може да се одвива, да нема потреба да се прекинува и да се регулира. Понатаму, крајот на заклучокот дека прекинот да се одвива до нормализирање на безбедносната состојба. Тука мислам дека не би било лошо малку подобро да го дефинираме тоа. Што значи тоа нормализирање на безбедносната состојба? Кој го определува тоа и на кој начин? Дали градоначалникот него власти не да определи кога да врши? Дали советот ќе треба повторно да има седница за да ја донесе одлука за повторно вршување на наставување? Благодарам. Ви благодарам и на вас. Повелете, ќе му дадам збор на представник предлагачот на точката, господин Аџика Крстевски, да излезе со ведување и објасненија, кои што бидејќи истиот предлог излегува врз база на законските решенија, а подоцна ќе отвориме расправа. Повелете, господин Крстевски. Предлагач на точката е значи штабот, а господинот Крстевски е од надлежниот сектор за образование. Поведете. Господин Крстевски, имате збор. Ега малку десно. Тоа е лево, бе. Десно, бе. Благодарам, председателе. Се извинувам, секретаре, збор му дадовме на господинот Крстевски. Вики Крстевски не е како предлагач на точката. Добро, поведете вие. Видите, поради недефинираната состојба во која се наоѓаше општина Куманово и поради неможноста да добиеме информации од надлежните институции, за да можеме да ја дефинираме состојбата и во однос на безбедноста и во однос на действувањето на општината, по предлог на градоначалникот беше свикан општинскиот штаб и врз основа на дискусиите и определените состојби кои ги увидовме дека постојат можности за определени инциденти и затоа што во моментите кога се изјавуваше дека се прекинати воените действија и вооружените судери, слушавме покотници на територијата на општина Куманово. Затоа бевме сведоци и во утринските часови, каде што имавме престрелки некаде околу 7,
до 8 часот, некаде околу 9 часот. Поради тоа сметаме затоа што само Советот може да донесе одлука заради безбедноста на нашите сограѓани кои се најважна популација на овој град и во сите територии, значи на целокупната територија на општина Куманово, затоа што спорадичните пукања беа во центарот на градот. Значи, не знаеме, не дај Боже, некој од членовите на тие, дај Боже да се сите приведени или да се предадени, во таа насока, поради безбедноста, одлучивме, значи немаме уверение дека целокупната територија на општина Куманово не е безбедна и да дозволиме да се групираат ученици на определени места во определено училиште. Не би требало да дозволиме тогаш тие да се целна група. Поради тоа, штабот предложи Советот да донесе одлука, а знаете ние дека ги имаме информациите само врз основа на јавување од теренот на нашите сограѓани, дека има некои престрелки, дека состојбата не е безбедна. Значи ние не сме тие што можеме да утврдиме. Но сепак и ви и ние сите сме граѓани на општина Куманово и сме присутни во овој град и пак имаме информации каде што Советот ќе донесе одлука за наставата да продолжи. Благодарам, председател. Ви благодарам и на вас. Проверете дали имаме други пријавени по точката од дневниот ред. Проверете колегата Петковски е повторно и ќе ве молам со конкретна реплика, но ќе ве молам и бидејќи излеговте со предлог да го дефинирате конкретно предлогот. Се сложувам со предлогот дека треба да биде прекината наставата, меѓутоа не се сложувам со тоа да го сите училишта. Например, не гледам зошто училиштето младо ограничено да работи, опечат се да не работи. Ако сметаме, младо ограничено е многу по-близко до Куманово, опечат се. Така да се разгледа предлогот, може би предлагачот да определи конкретно кои училишта само да се прекине наставата. Мислам дека нема потреба усите да се прекине. Това ми кажа. Ви благодарам, почитуван колега. Повелете, колешката Валентина да се јави за збор. Во однос на прекинување на работата и следење на настава во сите основни училишта на територија на општина Куманово, мислам дека ова одлука е исправно донесена, со оглед на тоа што никој од надлежните институции, поготово Министерство за внатрешни работи, не кажа дали ситуацијата во Куманово е безбедна, колку е безбедна и да имаме, значи, од час во час информации што се случува, како се случува и во кој дел од градот треба населението да се движи, да излегува или да седи и да не излегува од своите куќи. Поради тоа, општината, па и Советот зема на свој град да одлучи за безбедноста на граѓаните на општина Куманово. Има територии каде што не се случуваат борбени действија, меѓутоа, во тие училишта работат луѓе кои што живеат на територии во делот на градот што се запатени со тие борбени действија. Како ќе одат на работа? Дали во град Куманово нормално функционира такси служба, службата за јавен превоз? Како ќе одат на работа? Ви благодарам на вас, почитувана колешке. Проверете дали има други пријавени за дискусија. Дали колегата Петковски има конкретен предлог, колега? Ви благодарам. Ви благодарам. Да затворам материјалната расправа и предлогот
го ставам на изјаснување, ќе ве молам да се произнесе. Повелете, кој е за? Дали имаме против? Дали има против? Нема. Воздржани? Констатирам дека со 28 гласа за, едногласно одлуката е усвоена. Одиме на трета точка од дневниот ред, предлог одлука за обезбедување на финансиски средства за задоволување на основни потреби, средства, храна, вода, хигиено, технички средства и други потреби за електроударното население на територија на општина Куманово. Му давам збор на секретарот да го образложи предлогот. Повелете. Благодарам, председателе. Како што веќе знаете, дека на општинскиот штаб се донесе еден заклучок каде што е потребно општинскиот штаб за заштита и спасување во соработка со Центарот за управување со кризи, во соработка со Дирекција за заштита и спасување, со Црвениот крст, да обезбеди услови, средства почнувајќи од храна, лекови, па се до хигиено-технички услови, потреби кои ќе ги имат граѓаните. Поради тоа, одлучивме првично да определиме 2 милиона денари финансиски средства да се обезбедат од буџетот на општината, каде што ќе можеме непречено да почнеме со набавки на тие потребни средства. За ваша информација, веќе имаме пријавени лица, повеќето се сместени во градот, но имат потреба од облекно, од храна и од лекови. Значи, кога ќе донесеме одлука, кога ќе донесете одлука од 2 милиона денари, значи општината ќе формира комисија која во соработка со општинскиот штаб ќе одиме на лице место, ќе ги евидентираме тие лица, ќе ги евидентираме нивните потреби и ќе почнеме да вршиме дистрибуција во однос по набавката на овие средства. Но сепак не се јавува еден проблем во однос на набавка на лекови. Иако имав консултација и разговор со директорот на болницата, директорот ми укажа дека не ќе соработуваат со општинскиот штаб и да ги упатуваме сите лица кои ќе имат потреба од болничко лекување, но сепак не можеше да ми даде конкретен одговор во однос на набавката на лекови кои ќе треба да ги дистрибуираме по лицата кои се сместени во определени семејства во општина Куманово. Тоа е затоа што лековите кои ќе треба да се набават за тие лица, знаете дека тоа се сепак лекови кои се земат на рецепт. Да се набават тие лекови, потребно е рецептите да ги дадат матичните лекари. Матичните лекари имат ограничен број на колку што ќе можат да напишат рецепт. Значи количината, тоа повеќе го знаат лекарите. И се среќаваме со проблемот за конкретни набавки. Така да тука, значи, како совети, како луѓе, би сакала да ни излезете во пресред со ваши предлози или со некој по-конкретен предлог за обезбедување на одредени матични лекари кои ќе може тоа да го завршат, кои ќе добијат дозвола од Министерството за здравство, од Фондот за здравство, каде што ќе можеме тие лекови на кој начин да можеме да ги обезбедуваме. Значи, воопшто нема да имаме проблеми околу храна, облекла,
и хигиенотехничките услови што треба или хигиенотехничкиот материјал што треба да им го дадеме на луѓето, но сепак ќе имаме проблеми во однос на снабдување и набавка на лекови. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Секретаря реплика побара колегата Ридвана Сани. Dërmi vetëm e pjesa dhe pjesetës që ke kontaktu drejtorën e spitalit lidhën e barna. Dhe që si vjen nga e sektor aty dhe jam u hecë në Shqipërisë Renale fondi shëndetësor. Kjo është kompetencë direkte e fondit, nuk ka lidhje spitali në rast konkret me punën e barnave apo numrin e cepas apo doktorit. E përgatitur ata që kanë ndaluar mjekton që ndojnë receptat. Është sakt që ka ndalu me numrin, pa shkak për numra që janë për sigurus. Realisht me pjesë këtu është ndimes, këtu e para punë dje poshtë se nuk mund të shkohet me libreta për në sigurim shëndetësor. Ky mirët palve, aty këtë të vje kam shqipët për recepta. Kjo është në pjesën komerciale, që do të thotë, nuk ka asnjë problem në sasinë e barëve që nuk merren. Vjen andej, po që s'ka asnjë problem në rrugën edhe racionizim me tableta preparatorat të dëdëryure dhe mos njëri institucionalat sa mund të prej fondit shëndetësor që mos tjetë ndërpere në këtë punë. Ajo që du të shtoj, ta shpitoj rasin me qese në replikim, du të shtoj një pjesë në propozimit që është, ku është të përbushit të vjetë, në është të melor ushqim vjetë i gjemë në klabë që është kjo, për popullatën e evakuar dhe asaj të mbetur. Të thonë, shtot dhe pjesat asaj të mbetur që është në zonë. Se kemi tash informacione që janë që kanë mbaruar aksionin, do të hiqet tash sigurisht një policia nga vendi dhe thjesht ka dhe popullatën që është mbetur nga zonë. Shtot në kjo pjesë. Faleminderit. Ви благодарам на вас. Проверете дали имаме други програми. Секретарът се яви с збор. Благодарам, председател. Тук имаме изпуштено, иако и тоа население во кризниот штаб, кога дискутиравме, е опфатено дека и на самите кризни подрачја, кога ќе се обезбедат услови или преку одредени конвои, ќе им се овозможува и храна и лекови и се што е потребно. Во насока на репликата што ја даде советникот, значи сакам пак да потенцирам дека само спомнам дека имав разговор каде и директорот ми кажа дека во нивна надлежност не се лековите, дека само дека болницата ќе ни пружи во она што значи хоспитализирање ако имат потреба тие лица. Па поради тоа што ќе имаме проблеми во односно аптеките да одиме на комерцијална основа да ги набавуваме, затоа барав некој кој повеќе е упатен да ни се приклучи во општинскиот штаб, каде што ќе можеме таа работа да ја завршиме. Ви благодарам, повелете колега Ридван. Atëherë lirisht në llogaritë në ndërmesën e mbati do t'ja morë për ndërmesën më të tjeshme. Ви благодарам и на вас. Повелете колеги, дали имаме други пријави? Повелете колегата Османов си себе за збор. Благодарам, председател. Секретарот, ние немаме овде бројка, што ние да имаме некоја сума. Што ако ова сума на средства не ги задовола потребите на бројката која ќе се појави? Повелете се. Значи ова е првична проценка. За да можеме да отпочнеме. Откако ќе ги согледаме потребите и кога ќе видиме дека ако има потреба, тогаш уште една одлука ќе донесеме на седница на суд. Ви благодарам и на вас. Повелете дали има други пријавени, колешката Захариева. Благодарам, председател. Само едно кратко прашање. Имаме ли на седница поканет представникот Организацијата на Црвениот крст? Затоа што сметам дека активно треба да се вклучат во една ваква ситуација и дел од материјалните добри кои што ќе бидат преку неопходни за жителите од овие подрачја би можеле да помогнат и тие. Штувана колешке, седмиците на Советот се свикуваат во функција согласно нашите овластувања, согласно законот, а представниците на Црвениот крст
и сите представници на релевантните институции се повикуваат на седмиците на Општинскиот штаб за заштита и спасување. Што не значи дека нема во иднина да ги повикуваме, но проблемот е нешто друго. Луѓето во континуитет држат состаноци. Во моментов треба да се делува, а не да се состанчи. И тоа е најголемата поента, затоа и сметам дека седмицата треба да ја привршуваме при крај. Ви благодарам. Дали имаме други пријави? Констатирам дека нема. Пред да ја затворам седмицата, ви сакам на сите вас да ви се заблагодарам и ви благодарам што наидувам на разбирање, кај сите вас што се повикувате на седмиците ургентно. Пред да ја заклучам седмицата, ме молам да се произнесеме по третата точка. Поведете, кој е за? Дали има против? Воздржани нема, констатирам дека со 28 гласа за, точката е усвоена. Сите вас ви благодарам за присуството. Ја заклучувам седмицата.